Па нема да имаме бизнес кој некој мајмун дамо што треба да пее у кафич, сања дека треба да пее у сала и го заева целиот бизнес. Тоа ми е криво. Дека е боле да ти е пуна салата со гратиси, него да ти е полупразна, као празно му беше, нали ке зборат, кога сме на селска крчма, а се бавиме со светска музика. Не може. Здраво, ова е подкастот за секого по нешто. Не сакам да кажам МК, јас сум Милица Джаровска, а наш денешен гостин е Марко Маринковиќ, Сладкаристика. Здраво, здраво. Здраво, Марче. Дали треба сме официјални или неофицијални? Што ова е подкаст, тука нема ни правилно, нема ни официјално. Може ја да земам да водам. Можеш. Јас ми гостин. Можеш ни на крај памет, дека никогаш во животот ќе снимам подкаст. И на крај памет дека ти никогаш ќе правиш покултурни песни од оние како FM, што ти ги забранува на радио. Сега те пуштаат на радио? Па, поише. Повеќе? Поише од порано, да. Мислам поише од порано. Вај да тоа си доаѓа со самите години, вај да ние се менјаме као луѓе, знаеш, несвесно се уозбилуваме со тегот на самите години и вај да ради тоа е, не знам, тоа пцуење се по дозирано и подозирано, ја не го бран тоа со намера, туку едноставно доаѓа со самите години. А колку години имаш, извини? 37. 37. И вај да се менја човек без да осети, тоа е тоа. Ти прави притисок тоа созревање, дека нешто мораш да се прилагодиш на некоја посредна. Нема везе, ја пака кога ќе ме видиш, ја делуjem тотално неозбилно, знаеш, сега, ја будала, што прави. А не е така. Еве, сега таа будала прави 15 години. Тоа сакам да кажам. Во 2009 пун Скопски саем. Како се сетиваш од денешна дистанца на тоа време? Тогаш си имал 22 години. 23. 23, правиш хип-хоп револуција. Да, Ти гостуваш хип-хоп пионери на едно дете, условно речено. Како денес кога се сетиш, какви флешови така те маваат од тој концерт? Па види, тоа беше нешто што, мислам, беше све се деси за многу брзо, знаеш. Али мене ми свиѓа дека баш во тој момент јас сум останал приземен, сум имал години за да полудам тотално, да едноставно, не знам како да ти кажам, мушки кажам, да земам, да го извадам и да мочам по све животи. Јас сум останал на земја, сум пробал да си го сварам тоа од типот на да тоа е дел од самата работа, не треба да паѓаш ти у несвест дека си направил нешто, туку земи работи, утре да си боле. Мислам дека тоа е тоа нешто што вајда направило за да сум и денеска тука и да се збориме. А денеска го нема Скопскиот саем, каде што се одржа тој концерт. Катастрофа. Жал ти е? Па жал ми е, како ми е жал, мислам жал ми е. Не ми е онака жал као јас сум правил концерт таму, па сега го нема. Многу места нема кај што сум правил концерт, знаеш, едноставно 20 години пеам. Али ми е жал, од една друга страна ми е жал дека ни е убиена самата култура. Мислам, ни е убиено ној првиот печат на нашата култура, мислам, на нашето образование, на нашата забава и шта ти ја знам, тама може и да си на крај крајва мене ми текне прв пат јас сум бил на саем за да гледам било што сум бил на саем, да едам шејкер на волна, да се вртам на оние, знаеш, за мали деца, така да тоа било центар на нашето и фино расположение и на нашата култура и на буквално све. Многу ми е криво дека немаме саемска сала и верувам дека луѓето што ја водат оваа држава ќе имаат слух и ќе помогнат да се направи нешто такво.
дали ќе биде приватно или државно, мора да постои. А сега правиш 2 концерта по повод 15 години след Кристика Будало на Да. 16 и на 22 март во Евент центар. Зошто баш таа сала? Близко е до твоето ново листиче? Не го гледам врзува така. за Па некои не стари го години. гледам, ја више 15 години не живеам во ново во листче, иако сум, мислам, кој да ме праша, од кај ја не викам дека сум тамо, од тамо кај живеам задниве 15 години, да го викам дека сум од ново листче. Не одбрав ради тоа, ја одбрав ради тоа што само тамо имавме можност да направиме нешто што ни беше нас замислено. Многу беше битно тоа дека ние сме многу, мислам, луѓето кога ќе чуе дека постои македонски концерт, тоа е дека е у некоја сала. Едноставно, да им се губи некоја желба да купат карти. Дека некој ги пунел со гратиси години. И моментот кога почна да се, знаеш, однака кога почна едно време, знаеш, да се прави концерт, можеше да направи буквално се, кој значи ке исподелат гратиси, тоа е српска шема, донесена од тамо, знаеш, као, да направиме ние концерт, да се гледа дека е пуно, па не е битно тоа дали е шитното или е бутнато на сила, знаеш, ко овци. И мене, ја 15 години, 13 години немав направено концерт ради баш тие моменти. Едноставно не ми беше, не сакав ја никаде сум дел од тоа, ја мислам дека никаде сум барал концерт. Туку едноставно имало потреба за тоа. Се има луѓе што исто сања да има нешто што едноставно нема потреба за нив. Ради тие луѓе, знаеш, ние самиот бизнис губи, самата работа губи, знаеш, пошто кога ќе видиш ти 2-3 онакви гратис концерти, ти после тоа не можеш да направиш концерт. Значи, ти можеш да се тргнеш од све тоа, да помине некое време и да можеш да земеш, да најдеш место кај што луѓето не би очекувале тоа да е фри. Да, ама ефтина е картата, 300 денари. Ефтина е, ама не може да е гратис. Ништо не е гратис. Не си ти тука гратис. Не си сум ја овде за джабе. Ти погрешни трошоци, да не те мислам. Едноставно, сакам ја да ти кажам дека мора да престане секоја нашата работа да се гледа како гратис. Знаеш, тој проблем е направен за луѓе што го прават тоа, немале потреба да го прават. Не е направен тој проблем од некој што продал, пример, 5, 6, 10 илјади карти. Направен од некој што не може да продаде, а сака да прави концерт, ке се слика. Луѓето мислат, не знаат како функционира. Тој мислат дека тоа е така и овој види колку многу, знаеш, колку многу луѓе има или слично, знаеш. Едноставно, ја го избрав тоа место ради поише причини, боле ќе правам неколку, него да направам еден и да ми се уништи ради тоа што луѓето некој им створил навика дека ние сме џабе. Можеби ние сме џабе, ама ја не сум дел од ние и никад нема да сум. Така да тоа, малце се напали, сега дека ме боли таа тема многу. Па ме боли, пример, ја кога сум правил концерт пред 10 години у Борис Трајковски, не сум успеал ја да ја шипнам таа сала. Ама таа сала не била пуна. Јас сум ја оставил да не е пуна. Штака треба. Зошто не сакам да делам, не сакам да... Види, ја би се срамал да ја напунам, све е обратно оваа држава. Мене би ми било срам ако ја напунам со гратиси. Тај да ја наведам пуна, стари да ја најпразна од свет. Мене од тоа ми е срам. Не ми е срам да не сум ја продал ја салата. Океј, не сум ја продал ја, ама ја не сум џабе. Едноставно, тоа е работа во која се вложува и тоа као перформанс, ако сакаш да го гледаш, кошта пари. И тоа е целата ствар. Дали беше салата
празна, тоест полупразна или полупуна. Во Борис Трајковски Да. беше. Беше? Беше. А зошто правиш вака беше? Жал ми е. Зошто не ја напуни со гратис Епа, и жал ти? ми е. Па нема да ја Тоа си напунам. заслужил, Тоа се тоа ми е жал. голнари, не сум заслужил. Таа сала не сум можел да ја напунам. Сум требало да земам помала Може сала. би било вистинско време. Помала сала, сум ја утнал. Не сега ќе пуниме со гратиси ко мајмуни. И после немаме бизнес. Па нема да имаме бизнес ко некој мајмун дамо, што треба да пее у кафич, сања дека треба да пее у сала. Зашто И си го тоа? заева целиот бизнес. Тоа ми е криво. И ми е криво која луѓето мисла дека треба човек пак да функционира така, дека тоа ние сме так. Не сме ние такви, некој не направил да сме такви. У оваа држава има многу добри артисти, многу добри актери, многу добри уметници. Ја ти кажувам у мојата музика, значи ја идам и Софија и Београд и Загреб и сегда, едноставно ние сме најталентиран народ за музика, имаме најмала шанса. Од првиот проблем е самиот јазик, вториот проблем сме ние. Зошто? Па еве зошто, дека е боле да ти е пуна салата со гратиси, него да ти е полупразна, као празно му беше на веќе зборат, кога сме на селска крчма, а се бавиме со светска музика. Не може така. Ама секогаш јавно ги читаш негативните коментари. Кој? Ги читаш Па тие ме прават да сум боле. Мене не ми е страв да кажам дека сум мутно. Знаеш, луѓе мислат дека ако покажа дека се совршени, дека они, знаеш, никој нема да ги избори. Што е да се совршени? Значи, све што е совршено, мене ми е толку досадно. Ја не знам кои се тие, колку се глупи тие, место да покажат какви се, за да станат занимљиви, вака се само досадни и треба да ги влечат луѓе да за уши, да дојат да ги гледаат. И да ги слушаат. Два бонати се гости, како освежување, одсекнаш, поддржуваш млади изведувачи, Да. како што тебе те поддржал Јован Јовановиќ. Да. И ме научил како И треба. Како беше тогаш кога те најде Јован? Сумје, сакав да учам. Да? Сакав да бев многу Си храбар. контакт, нели? Сега сум Јован? храбар, да, сме. Сега сум храбар, ама тогаш бев лудо храбар, значи никад не ми било страв да сгрешам. Сум знаел дека после секоја грешка јас сум боле човек. Не знам како да ти кажам, да, ќе истрпам и ударци, и знаеш, и бранови и све, ама никад не сум бил пишка, не знам како да ти кажам. А првиот услов за тоа е, за било која работа, ако сакаш да ја работиш добро, не си пишка. Не знам како да ти кажам. Разбирам. Пардон, извини. Ама многу се овакво, се Разбирам. возбудив и Добро. ме дрна за теми онакви. Знаеш колку ме боли, колку сум верувал дека е подобар потек да ја оставиш салата не пуна, него да поделиш град. Ти си знаеш колку не сум себичен, сум себичен, да ме боли за сите тие после мене што ќе прават концерт, ќе напунам со гратис и све, ќе им го заемам бизнисот на наредни 20 и ќе се фалам ја дека сум тука некој си цар. И ќе си отидам дома и ќе се погледам у огледало и ќе сватам дека јас само си се лажам дека сум цар, јас сум ку***он. И тоа е целата стартеш кој е себичен човек и си вика, чекај ја да направам за себе добро, еве сега ја тука најдов паркинг 3 празни места. Ја можам да оставам кола вака и да ги зафатам сите 3 празни места. И да не ме боли за тој што ќе дое после мене. Тоа е нашиот менталитет, да не те боли тој после тебе. И сега јас имам мои деца и не може природно да не ме боли за тие после мене. Какво дете си бил ти? Колку таа улична школа ти помогнала си похрана? Тука ми помогна да се нервирам тука, да се карам, да се бијам. Написе вода. Денеска е актуелен тој врснички булинг. Ти имаш, можам да речем, говорна мана или ова ти е карактеристика. Да. Дали си имал проблем како дете? Многу, Поради тоа? многу голем. Како се викаше во тоа време, денеска е популарно да се каже булинг, како се викаше во тоа време? Па как се викаше, Какви проблеми си најдувал? не ми текнува дека ја некад сум пријавил.
дома дека имам булинг. Зошто? Пошто сум го решавал со боксу нос, одма. Иако е поголем со стол у глава, едноставно таково време ме било. Не сум, ја да му кажам на татко ми дома, ме закача, ке ми каже, ти девојче ли си? Иди бори се. Нема Си да го е правил, татко ми да ме брани. Зашто ме брани? Кај да ме брани? Јас сум имал и постар брат, имало и време после школа, ќе се заврши школа, ќе се стемни, ќе ти улетат 5-6 деца од нигде, каде и тоа е тоа. Така се е решавало, сега е Се друго платили време. ли тие истите од кога ќе добијат бокс? Па види, углавно биле свесни дека не може мене никој да ме допие. Може и сум декат за дупење, ама не може да ме допие, не може да си игра некој со тебе и можеш да му дадеш до знаење, знаеш. Ти не си многу, не делуваш многу страшно кога ќе земеш и кога ќе направиш знаеш. А кога ќе му залепиш една ти делуваш сериозно. А си барал стручна помош за тоа, денеска е се... Па јас сум барал, моите барале, поиш они се фурале дека нешто, знаеш, ми фали, али со текот на самите години ја почнем се поише да сваќам колку сум благословен, колку тоа ми е Марк, бемка тука, знаеш, на некој таа бемка му смета, на некој таа бемка може би го прави да е пријатен, по убав, по фармерка. Ама тоа не се познава веднаш. Тоа не се познава кога, браво, тоа не се познава кога ти имаш било каков ритам. Знаеш, сега да пуштиме ритам, ти нема да осетиш дека јас имам некаков проблем, условно кажано, проблем со говорот, знаеш. Уствари, по дефиниција е губење на ритамот на говорот. И ради тоа мене овој другиот ритам ми доаѓа као илјач, као копно, сигурно, од сите тие браднови што те удараат, знаеш. И ја ради тоа пишувам од кога знам да пишувам. Да, од кога го имаш тој ритм во главата, ми спомна дека од на 7 години си напишал 7 години е првата песна. Ја од кога сум научил да спајам зборови, мислам да спајам букви, да спајам после тоа зборови, после тоа сум учил да спајам рими, знаеш. И ради тоа, знаеш, некој ќе каже јој е многу талентиран. Врска нема каков талент, какви баграчи. Тоа е момент само што си го вежбал ти многу. Знаеш, кога ќе видиш некој развиен чиче, ама развиен со мускули, што е вежбал 50 години, нема талент, као Господ не му дал посебно тело. Не, едноставно се утепал од работа и тоа е тоа. Какви беа тие први стихови на 7 години? Те наградиле во наш свет? За увод имав една песна, сега не знам кој одделение беше тоа точно, знам дека се 90 години, не знам која точно е, 4-та, 5-та. Увото е орган за слух, слуша преку тапанче као скриен дух, не знам што идеше после тоа е нашето уво, затоа негувај го да не останеш глуво. И тоа беше многу, мислам, им свиѓаше и на децото и на самата учителка и као ај ќе го пратиме на некаков надпревар, национален и нешто доби тамо награда. Мислам, доби награда. Прво место тој и тој. Прибор, тетрадки, Добра награда. Одлично. Ама тоа било награда што ме натерала ја да продолжам да се фурам дека стварно можам ова да го правам болje од било кој друг. Како денеска си татко, како го воспитуваш Моша? Дали Моша има казни и награди? Пробувам да воспоставам некој систем, а Моша е 3 години, 10 месеци, уште нема 4. Ти многу добро знаеш дека уште се тотално неразбрани. Значи не можеш ти да се подпреш на него дека ќе направи нешто што ќе му кажеш ти. Што после 5 почнува да можеш знаеш, да се договориш со него, со сега нема договор, само викаш имаме договор, па прави обратно од се, кода, значи уште е малечок. Али сакам да пробам да воспоставам систем кај што
Знаеш, не треба ако го казнувам, ќе почне да ми крие ствари. Јас сакам да сум му близок, сакам да ми каже све, сакам утре што и да се деси, па не сум бил таков, јас сум бил казнуван и после сум ги криел беѓите, знаеш. А ќе сум бил многу поумен, доколку не би имал страф од татко ми и би му кажал све, знаеш. Мислам, не би проаѓал ни ствари што сум морал сега да пројдам, знаеш. Али као и да е, сум бил фино дете, сум имал увек љубов од дома, не сум имал пари доволно, али љубов сум имал поише од тоа и така да, ете тоа е. Да, морам да го спомнам татко ти уште го памтам на твое појавување на Златна бубамара, која му посвети награда. Во песната Да полетам го нарекуваш поштен ко пошта, и тоа треба да ти текне. Да, Што се научил од него? Многу е, не знам, спротивно ова растење денешно, тоа твоето, тогаш. Да. Што е на највредно што си го научил од татко ти? Па, види, главно све сум научил, све на она на кој сум се противел на старт со текот на времето, ти сваќаш дека човекот бил прав, дека едноставно има поише искуство од тебе, поише знае, и дека не паѓа крушата многу подалеку од нашето дрвото. Така да, мене и мајка ми вика, вака физички не сум негова копија, ама по самиот нарав сум многу сличен. Да. Он беше исто многу брз, сега ја имам една предност, јас сум брзо ми мисли главата, ама споро зборам. Така да не толку многу влагам у бели. Значи, ја треба да го размислам, прво да ми се уклопи мене у глава, па тоа да го изговорам. И ти малте не губиш 5-6 секунди, знаеш што викаат, број до 10 пред да напишеш белја. Така да ги имам оние природни 7-8 секунди и мислам дека само тоа сме различни, гледам да не кажам ствари што не треба да ги кажам. А гледаш се пала, Значи, и ставам каков граничник смеам да зборам, но не смеам да зборам. А да можат лесно да ми излагаат зборови од уста, значи ја ќе зборам свашта. А дома каков си? Ист сум сегде, така да главно тоа сум, не сум фејкер, не лажам, значи ја би кажал и да сум добар и да сум мислам цела кариера направив врз база на тоа што зборам дека сум за нигде. Мислам, ја не знам кој е тој друг што излага и 15 години збори, не дека е добар, туку дека е лош. И сам лош. Типа да нема ова, нема леле, ба. Тоа е нашата прича, е мука. Ти си имал мука и си нашал начин како да излезеш и да се излечиш преку музика, култура и што ти е. И татко ти имал мака, израснал во дом и тоа и тоа го направило посилен, е. Тоа го направило посилен. Тебе оваа бемка за која што ја кажавме карактеристика. Да, ти се за нигде, ама имаш една мисица дома и тоа го памтам на Бубамара, кога Сања јавно излезе, сега Фейсбукот не е толку популарен. Кажи како ми се распушта на средбина, кажи. Рече дека ми се пријател, се распушта на средбина Бубамара. да? Се караме дома, се караме дома кој прв као ја сум прво, да ја после тоа видов, кај почнав ја. Пред полна сала. Напунив стомни и почнав да пуштам и ја вода. Ама пред тоа, она почна ми се пушта. Јавно на бина има и доказ, Ранко мора да ја најде таа снимка. Така да дома ќе ја закачам онака да се врти, знаеш, онака на луп цело време. Марко, да ме прифатиш, Марко, Не, после таа јавно ја замарав, ама... Избриша пријатели за да ја прифатиш после? Нормално имаше да избрижам света што имаш, за да ја прифатам. Така да многу ми се свиѓаше, и уште ми се свиѓа. Тоа е супер да се слушне. За Сања ја напиша кажи да, за Моше ја напиша насмевка. Имаш и песна за една двоја друга стара љубов за алкохолот. Да. Сибир, нели? Сибир, да. Колку години не пиеш, ама сериозно не пиеш? Не пиеш.
пијам по 2-3 чаши многу ретко. Збориме многу ретко, многу. 2-3 чаши и на трета да викам стои, мислам до тука, све после след тоа е белја. Знаеш, едноставно сакам да почнам да ги контролирам стварите, ја не да ме контролираат мене. Знаеш, сакам да пробам да се борам со све што ми што ме влече да наведом уживам, а уствари надол крок матер. И сакам со тие ствари да сум многу поспретен. И за деца се права чуда, нели? Ти во песната насмевка велиш, поради тебе 5 години не пијам. Поради тебе 5 години, ја и сањам многу време го правевме моша, знаеш, не можеше, мислам, времето е такво, младите се константно под стрес, приватни бизнеси, пичке матерне, дали ќе бите, вау. Ние 9 години правевме дете, никако не можеше, али после тоа, кога почнам да се менјам и јас и сите ние, кога ќе смениме нешто и кога ќе направиме било каква жртва за некоја ствар, некако, знаеш, кога да доаѓа Господ и помага и он. Знаеш, однака, овие што бараат помош од Господа не направиле ништо за да му помогнат за да му помогнат него, за да може он да е полабав и да им помогне, уствари го грешат начинот. Ти мораш да фатиш сам и Господ да те види, дека се трудиш и сигурно дека ќе пушти рака и ќе ти помогне, знаеш. Така да малце помош од нас, малце од горе и тоа е тоа. Што раскажува новата песна Немир? Немир е продужеток на истиот филм, продужеток на Сибир, тематски. Пак пеам за слична, за истата стар, само поинаква варијанта. Тоа ми уствари моментот кога прв пат направив пауза и после подол период се испоначукав и станав сам, па не беше толку грозно. Морав да се исповратам и кога се исповратив ја напишав Немир. Викаш дека 15 години не живееш во Ново Лисиче, каде живееш сега? Да. Ако не е тајна. На Воднежа. На Водна живееш? Да. Мислиш ли дека ќе си бил поинаков, дали ти израснеш во Ново Лисиче? Мислам, гарантирам. Гарантирам. Тоа е добро или лошо? Не би било ова, тоа може да е добро за некоја друга ствар. Син ми, пример, не може да се бави со исто што се бавам ја. Не може да излезе тежок живот, све има, што сака има. Едноставно, самата населба, посебно за наша работа, те дефинира. Може би ја ќе сум бил добар да сум бил од Јорче, од матерне, од вамама, од тамо, а не би бил добар рапер, кога би се родил тамо ке што си има родено Моша и верувам ја и дека Моша не би се бавил со тоа. Може да биде музичар, ама рап артист не, едноставно тоа доаѓа, знаеш, тоа се самите диаманти кај се копа, на Сиера Леоне, тамо, по кал, знаеш, ако нема кал, не можеш да бараш диамант. Ама можеме сега ние тука од асфалтов тука па да бараме диаманти? Не, е се тамо негде фрлени, оставени од Господ и од све. Така да мислам дека може да биде Моша диџеј, може би композитор, пеач, али не може да биде ваш смеа. Рапер. Како ви оди бизнисот со Сања? Дали сте, да го дефинираме ова, секогаш го грешам, вие сте партнери во Иноватива, Да. кој е шеф тука? Па она е шеф. Она е, види, она да не, ја мислам дека нема да имаме фирма. Ние сме работиме онака бахато, да толку не боли, немаме никакво ни Ти работиш друго познавање. освен музика? Молам? Работиш друго освен музика? Креатива, али технички не работам. Пример, немам ја биро моје. Немам, имам фирма, Не ја сакаш немам да биро. имаш? Па не сакам ја. Едноставно не мислам дека ќе ме укочи.
Да те разбирам Знаеш, за тоа. и имам ја столче, фоткелја, знаеш, као не сакам уметноста да ми пати ради некои мои други идеи што ги имам, а сакам да ги возам. Сите. Мислам, сите правци што мислам дека можам да видам ја корисен на овој или на тој начин, сакам да сум дел од тоа, сакам да учествувам, можам да видам малце пред време што ќе биде утре добро или нема да е добро, така да сакам да сум таму, ама не сакам листови, Word, куцања и слично, така да Не пишуваш песните? Не пишувам песни, не ги имам у глава. Имаш во глава? 13 години више. И не ги забораваш Не во пишувам. студио. Ми кажа во едно претходно интервју дека со Не чест сте пишувам. снимале по скривници кога Да. Каде ги снимаш сега песните? Сега снимам, имаме поише места. Имаме едно студио и кај Иван и Јован Радишани уште да, таа? у Радишани го имам тоа. Снимам кај Два Бона у Горила. Снимам у не знам кај све снимам, И снимам кај доаѓаш- Лазенегат, снимам у Влае еден пријател и снимам. И доаѓаш и ги имаш стиховите во глава. У глава ги имам. Ги кажуваш Не исто. треба листиш. Не треба. Многу време, да. После вториот албум ја прекинам, Ама да. ги кажуваш исто После или различно? после ова не пуна сала, ја почнав више да памтам. Ете зашто било добро. Види, секое условно кажано лошо е добро. Секое е добро што мислиш ти, посебно ако е направено на кварно, као никој не знае. Знаеш, сите ние се чудиме тука. 500 души се знаеме еден со друг, секој добил гратис. Не може, тука има нешто што мириса. И сега тоа што мириса може на старт нема да мириса. Ама утре кога ќе го тргнеш, тој темпехта ќе убива. Знаеш. Ама затоа ќе имаш, се надеваме, 2 полни сали, на 16 и на 22. Што можеш да ветиш за концертот? Можам да ветам дека ќе имаме шоу многу боле од шоуто што сме го имале пред 15 години. Јас сум 15 години поискусен. Мислам дека луѓето треба да дојдат за да се потсетат на тоа едно време, како почнало и да го видат самиот редослед на нашата, тоест мојата музика и да уживат. Тоа е битно. Фала И ти што што дојде. го не е битно. Сега ми е срам што ми вети гратис и ќе морам да си купам карти. Ако има се Па во да се продажба. купиш. Има ли во продажба за 16? За 22 има. Ама јас сакам на 16. Ке ме пуштате на врата. Сигурно. Види, ја не правам муа деца, ти си новинар, ама нема што да доаѓам гратис некој. Се пример, ја имам блиски овие умало, никој не сакат да ми земе гратис, дека ја имам таков став према тоа, и они осеќаат дека не е тоа добро, знаеш, ја пример да отидам кај некој кафич и може би едното кафе нема да ми го наплати, ама второто ако не ми го наплати, он ќе стаи клjuč утре. Така е. Када ние треба да сватиме дека секој се вложува у својата работа максимално, тоа да го цениме не само на муабет, туку и кога ќе дојде време. Фала ти многу што дојде. Фала ти на Сега тебе на што ми 16, ако викна. ми се свиѓа, и на 22 ќе дадам пак. Може. Ви благодарам што гледавте подкастот. Не сакам да кажам мака за секого по нешто.